сега е време да се поврземе со Харлем, Холандија. Еве прималку само што прочитав дека околу 160.000 жители живеат токму во ова градче, кое што јас и ти во едно давнешно време сме го посетиле и вистина го има тој убав холандски европски шарм. Меѓу другото прочитав дека всушност Харлем е меѓу првите градови во светот кој што забранил реклама за месо. Иако холандјаните јадат месо, сепак не секојдневно според некои статистики, меѓутоа не знам дали тоа чисто како добра најава соодветна, ама чисто вака да ги запознаеме сите дека и по нешто Харлем се издвојува од светот покрај тоа што вистина го нуди убавиот холандски шарм или Холандија во мало, што би се рекло вака како една разгледница. Да, Елена имаме токму оттаму. Елена, гледам дека си со шолја, претпоставувам кафе. На здравје. Добро, тој баш ми било што со вас го пијам првото утринско кафе, а не е ни прв пат. Да, драго ми е. Нека е на здравје и нека биде убав почеток на нов работен ден за тебе, за твоето семејство таму. Ние споменавме неколку работи за Харлем, генерално за Холандија и за Амстердам, но она што овие денови и тоа како е во фокус од светските медиуми е секако Синтерклас или неговото доаѓање, за кое што се смета медиумите пишуваат дека тоа е еднакво на карневалот во Рио, дека тоа е вистинско доживување, па и имаме можност, Елена, преку тебе вака од прва рака што се вели утрово да ни пренесеш каква е атмосферата таму, што се случува, колку вие фамилиарно навистина уживате во таа односно празнична веќе магија која што ја нуди Амстердам. Навистина е така, Цеце. Овде доаѓањето на Синтерклас е важно за целата земја. Едноставно и малите и големите уживаат. Тој доаѓа од Шпанија викендот околу 15 ноември и доаѓа конкретно во еден град. И таму е главното случување и така неговите помошници секојдневно оставаат во патиките на децата подароци секое утро и така што утрата овој период се до 5 декември нас ни се со возбуда, мислам дека секој дете чека да види дали претходниот ден било добро или не. Прават подароци, мислат дека ќе ги фасцинираат тие петковци и ќе добијат поголем подарок. И така, не знам како да ви објаснам, тоа е на магија што јас би сакала секој кога ќе ја посети Холандија да ја почувствува. Секојдневно има вести на кои што се кажуваат случувањата, што се случи денес со Синтерклас, дали подароците се таму каде што се и секогаш има некои згоди и незгоди, децата до последен ден се во исчекување, но не само децата, туку и возрастните, навистина влија и дури на работа го коментираме случувањата. Така што така е, навистина и се е украсено во стилот, се пречекува, сите на прозорците имаат знамења за добре дојде и си оди на 5 декември кога тоа попладне, додека трае вечерата, децата ги добиваат нивните големи поклони, вреќа стигнува некако дома кај нив и добиваат огромни подароци, нешто слично подароците како Дедо Мраз кај нас. Да, ова што го збориш со Цеце, ни намаме насмевка дека еве во своите централни вести во Холандија се говори за тема Дедо Мраз, така што тоа е на некој начин. Има и специјални вести, се вика Синтерклас журнал посветен на него. И во тие специјални вести, или цел тим студио, прекрасно е. Со тоа што дури на радио, кога слушате некоја програма, може да слушнете некоја информација, ова се случи денес со Синтерклас или така нешто. Да, тоа е одличен момент да се потенцира колку е важно таа празнична магија буквално да стигне до секој едно дете или до секој едно семејство и понекогаш навистина вака од оваа перспектива, Елена, ни е криво што не можеме овие денови да ги живееме на некој друго место, туку едноставно сме тука каде што сме, но се надеваме дека еве овие добри примери за тоа како функционира светот и европските земји ќе ги следат и нашите татковци или челни луѓе кои што ни ја водат државата. Но малку политиката ќе ставиме настрана, ќе се фокусираме на убавите работи. Генерално, како вам ви годи животот во тој дел од светот, освен се разбира овој дел со празниците и се останато, претпоставувам дека оди во позитивна линија. Каков е животот овие години таму? Конкретно мене, мислам дека се што барав, освен временската прогноза, го добив тука. Јас живеам баш во мојот сон, не користам автомобил, се возиме со точаци, главен превоз ни е точак и нормално транспорт, бус, автобус. Исто така живеам во земјата на цвеќињата, каде што секојдневно сме обкружени со цвеќиња, канали,
лебеди низ каналите и тоа ние секојдневното искуство кое го доживуваме само што ќе го напуштиме домот, со оглед на организираноста на општеството, реално завршија оние утрински нервози кога станувавме од дома и тргнувавме веќе препотени со нервоза на работа, сега тоа е некако минато и природа убава, немаме планини, можеби од сликите ќе се забележи, меѓутоа затоа има шуми и зеленила на секој чекор и среќна сум што се води многу поголема борба за еколошка свест, децата се од мали во тој ставени во тој кош учат цело време за екологија, како да се фокусираат и како тоа да биде дел од нивниот ден, не да биде вештачко или да се трудат нешто со сила, туку едноставно тоа е дел од животниот стил, луѓето да се грижат за природата колку што можат. Тоа е еден момент да се потенцира дека некои навики се од рана возраст. И затоа ние се соочуваме со ѓубре во Вардар, со тон пластика и со многу други работи за жал кои што тука не ни се допаѓаат, ама како велиме, воспитувањето доаѓа од дома и секогаш доаѓа од рана возраст. Точно, да, баш затоа и го споменав, затоа што мене ми е многу важно, мислам и на мојата фамилија, меѓутоа ако требаше претходно да обрнувам многу повеќе внимание на тоа, сега некако децата природно го прифаќаат и тоа е дел од нивниот животен стил. Да, естетиката на животот претпоставам дека се менува, што се вели, од само неколку дена поминати, а не па веќе неколку години, Елена, така што верувам дека со семејството ги уживате ве најбавите мигови или ете да речам златна фаза од животот и така да ви остане. И вака кога ги слушаме овие примери, убаво е некако да ги придонесеме, можеби вистина некој пат се како еден аларм или едно мало освестување, точно знаеме да направиме нели компарација во овој момент, нешто што вистина секој од нас го заслужува, тоа е нели баш таква едно еколошко право на природа, здрава животна средина. Кога сме кај ова убава филантропска хумана кампања или на некој начин создаваме насмевки, тоа што го спомена и утрово во најавата Цеце, донации за пакетчиња за деца од социјално загрозени семејства. Би сакал повеќе да ни соопштиш во ова утринско вклучување. Да, Елена, луѓето те препознаваат барем во Македонија по твојата креативност и по хуманитарните акции. Ова е 7 година поред, иако си нели што се вели не си дома, си некаде во Европа или во светот, работиш. Сепак да, неуморно работиш и мислам дека оваа конекција што веќе нели со интернетот се е овозможено, не е пречка денес и од Холандија да организираш хуманитарна акција токму тука. Така е. И тука ќе кажам благодарам на сите оние кои што одлучуваат секоја година да волонтираат и да ми помогнат, затоа што од странство на вистина некои работи физички не се возможни. Создаваме насмевки, моја пасија. Тоа не е само собирање на донации за пакетчиња на деца од социјално загрозени семејства. Тоа е проект кој се одвива во 3 линии. Работилници за деца, онлайн работилници, каде што децата изработуваат новогодишни украси со материјали за реупотреба. Овде ќе потенцирам важноста, не е важноста да изработат украс, важноста е времето поминато со своите родители и настрана од технологија. Тој проект го промовирам многу одамна. Со тоа што тука, за да ги поттикнеме дечињата, поддржуваме локални македонски бизниси кои се во својство на наши хумани пријатели, со тоа што помагаме на нашата локална бизнис заедница да се промовира реално, затоа што им треба навистина промоција која што ја немаат во Македонија. Тие подаруваат подарочиња за децата во нашите работилници, а децата учествуваат во работилниците со донација. И сите тие донации одат кај деца од социјално загрозени семејства во Македонија. Соработуваме со Сдруженијето Линк од Македонија, кои навистина веќе 7 година поред неуморно разнесуваат цел декември пакетчиња. Така што ова е еден круг кој што не знам некако стана и тој природен и луѓето сакаат да учествуваат во него. Собираме многу пакетчиња, лани беа околу 4000, ова година решивме да намалиме на пакетчиња, да зголемиме малце на пакети за божикни вечери за оние кои навистина немаат, меѓутоа сепак пакетчињата за сите деца кои се пријавени ќе бидат доставени. Добро, Елена, ова претпоставам веќе е во тек самиот проект или допрва ќе започнат донациите? Ајде малку околу тоа да се информираме како ќе можат да се приклучат луѓето кои што ќе сакаат нели да
каде треба да дојдат, односно што да посетат за да можат малку повеќе да се информираат. И до кога можат, еве да речеме во случај ако ја задоцнат оваа утринска, до кога ќе може да донираат? Вака, донацискиот линк е отворен. Ние соработуваме оваа година за прв пат со пакет МК. За поедноставно створивме донациски линк и таму може да се избере која сума ќе се донира. Додека работилниците ќе почнат после 1 декември, сепак уште малце ни фали за празнична магија. Јас на мојот Инстаграм профил цело време споделувам и ќе се активираме и со реклама и слично. Децата навистина родителите сакаат да учествуваат градинки, училишта, едукативни центри, секоја година имаме доста пријавени, јас многу се радувам, ги споделуваме и нивните активности цело време на мојот Инстаграм профил и на профилите на моите соработници. Донацискиот период трае околу 20 на дена, дока и 20 декември, со тоа што мора да ни се остави простор да се соберат тие пакетчиња и да се достават пред Нова година кај дечиња. Во меѓувреме ќе имаме место за собирање на пакетчиња кое што ќе биде објавено понатаму. Исто така, секоја година некако спонтано дојде соработката со мала пажња кои организираат базари, во наше име собираат пакетчиња, па лани имавме голема донација од нив и им сме благодарни. Супер, убав е овој момент да се потенцира дека не само компании, туку и мали бизнеси се општествено одговорни и гледаат во овој празничен период навистина да донесат насмевка онаму каде што најмногу е потребна. И драго ми што Елена ова 7 година поред го правите и го организирате. Верувам дека нема тука да застанете и дека и оваа година ќе има успешна акција или успешна кампања. А штом започнат работилниците, можеме ние секако повторно да се поврземе дали со тебе или со некој од тука и да ги информираме нашите граѓани. Само пред да те одјавиме, бидејќи имаме само уште некоја минута, би сакала да те прашам какви се утрата во Харлем, затоа што велиш системот ни помага, нема толку многу брзање, гужва и слично. Од колку часот одат децата на училиште, кога започнува твоето работно утро? Во колку часот? Децата одат на училиште околу 8:10 и 15, мислам тогаш тргнуваме, вратите ни отвораат во 8:20, започнува наставата во 8:30, така што до 8:30 јас со велосипед до железничка работам во Амстердам и тој транспорт и работното време ни од 9 до 5, има доста флексибилно работно време, некои денови работиме и од дома. Па баш без нервоза и релаксирано. Прекрасно. Одлично. Така и да продолжи. Да, на самиот крај со сите тоа споминавме, претпоставам дека празничната магија е во полнек, полека можеби Амстердам и другите градови, можеби низ Холандија доживуваат еден спектар од украси и еве, веќе сте подготвени можеби да ги пречекате и првите туристи во овој период и предофицијално да почнат нели празниците Божик и така натаму. Да, Амстердам па и Харлем, елките се уште не се накитени, меѓутоа градовите светат многу одамна. Прекрасно, Амстердам е полн со туристи во моментот, меѓутоа сега фокусот ќе биде надвор од Амстердам, затоа што низ цела Холандија има божикни базари, и тоа секој базар е во различен викенд за луѓето да можат да ги посетат. Кај нас е еден од најубавите во Холандија, кој што и кога не живее во Харлем доаѓав да го посетам, ќе биде на 13 и 14 декември, па повелете. Во Амстердам веќе го има големото лизгалиште на музејскиот простор со нивни базар, така што цела држава е со лизгалишта, украси, прекрасно. И ви завидуваме, Елена. Во овој момент ние се разбудивме со сивило и со магла во текот на ноќта, така што уживајте во тој празничен амбиент далеку од дома, ама во едно пријатно обкружување. Ти благодариме многу што утро водите покрај сите работни обврски, бидејќи со деца знае да е турбулентно утрото. Успеа да најдеш време и да ги споделиш сите овие важни работи со гледачите кои што се уште те поддржуваат, а се во Македонија. Фала ви многу и вас и се слушаме повторно за убави работи. Така е. Поздрав. Поздрав, чао, чао. Поздрав до нашата Елена.